Од денеска започнува примената на Законот за нефер трговски практики за прехранбени земјоделски производи. Да напоменам, тој закон прв пат ќе се спроведува во историјата на Македонија и исто така ова е прв закон кој ќе се спроведува во една од државите на југоисточна Европа. Примерот на законот земен е како сублимат од три закони за нефер трговски практики на вакви производи, и тоа од Словенија, од Хрватска и од Бугарија. Очекувам да во наредниот период од денеска, во наредните месец дена, по она што досега има обврска добавувачите, производителите од една страна и трговците од друга страна, да ги усогласат договорите. Сметам дека ефекти во намалувањето на цените на околу 2547 производи земјоделски прехранбени во наредниот период очекуваме да имат намалување барем 10% во однос на цените во интерес на граѓаните и потрошувачите. Ефектите би биле на крајот од месец октомври, некаде почетокот на ноември, бидејќи се уште голем дел од трговците ги трошат за лихите кои ги имаат направено претходно. Меѓутоа, дотоаш направивме ние уште една мерка која е во интерес на граѓаните и нивниот животен стандард, наречена есенска потрошувачка кошничка, и веќе ефектите ги имаме на лице место на терен, од она што го кажуваат пазарните инспектори и луѓето, граѓаните. Имаме намалување на поединечни цени на 73 производи по категории, иначе бројката е многу голема, негде 500 до 600 производи се опфатени со оваа есенска кошничка. Веќе намалувањата изнесуваат во проценти од 5 до 12% во зависност од производите и во зависност од големината на маржата што имале претходно. Да напоменам дека со есенската кошничка бруто профитната маржа е ограничена на 10%, додека пак со законот за нефер трговски практики ќе биде ограничен работот на 5% и останатите трошоци, како што се маркетинг, рекламирање на производите, работниците ангажирани околу тие производи во маркетите и трговијата, ќе биде ограничен исто така 5%, значи 5% вкупно околу 10% ограничување, што значи нема додат со големи работи како досега 30-40%, и тоа сето нема да се одразува на цената на крајниот производ, односно на џебот на потрошувачите. Целта на овие две мерки е фактички заштитување на подобрување на животниот стандард и зголемување на куповната моќ на граѓаните во Македонија.